Да бидеш мајка, значи да ја ставаш среќата на другиот пред сопствената среќа. Да бидеш мајка, значи грижата и трката со времето да ти станат секојдневие. Да бидеш мајка, понекогаш значи и да заборавиш дека си понежен пол, поубава половина и дека си жена. Затоа и постои VIP на еден ден, да ве потсети на ова последново. Можам да направам баш се, можам планетава да ја скршам на две, но тешко без тебе. Без крила тргнувам во лет, да смислам некој нов и подобар свет. Но не ми оди тешко без тебе, тешко без тебе. Сум Љупка Ангелеска Темилковска, мажена, мајка на 3 деца. Во декември наполнила 41 година, а денес Љупка го живее својот втор живот. Втор, затоа што пред неколку години, во 3-дневната кома, гледала во очите на смртта. Денес живее скромно, но достоинствено, мачно, ама борбено, понекогаш со чувство на немоќ, но никогаш не се предава. Насмевката ја држи на лицето, а напред во животот ја тераат 3 пара очиња, 3 милни лица. Децата. Најголема волја за живот. Да не се децата, не знам. Не би имала токава волја за живот, ни подразно. Секој ден ми е желба, мислам да се разбудам, да ги видам, да растат, да ги гледам, да им е добро, да се сретни. Макар и белја која прат, нели нормално ги караш, али пате радуваат. Љупка 2000-та година доживеала страшна сообраќајна несреќа. Не се сеќам, не отпослем што ми кажува, не се сеќам претходно, пример, кога сме биле на забава и дел од патот, а после тоа не. Тоа едно пола сат пред сообраќајката не се сеќам ништо. Тоа ми кажува, колата ни се вртала, со брат ми, со пријател, возел брзо брат ми и скочила нека кола такси пред него и брат ми, за да не удри, почнал да кочи и вртал на кај ограда, за да не удри у колата. И колата не знам како се вртала. Се удрила у оградата и се вртала неколку круга. Ја не знам како сум злетала од прозор и тумбана сум на улица неколку метра. Тоаш ме настрада највише главата. Пукнатини на череп на 5 места, утоци на мозокот, мозочно крварење. Бев 3 дена во кома. После зараснувањето на раните, на Љупка ја останува трајна последица. Топче кое се појавило позади очниот нерв и предвидувања кои носат кон тотален мрак. Имам проблем со окото, констатиран е тумор, топче 2 сантима позади окото, ми допира на очниот нерв. И ако сум на ладно, морам да носам капа. И не смеам долго време да седам на ладно, зашто окото ми отекува и допира очниот нерв на туморот, тоаш можам и да ослепам. Видливиот хендикеп во однос на големината на десното око е сосема невидлив во однос на втората дадена животна шанса и желбата да се искористи 100%. Па Љупка почнала да живее со полни гради. Па така, радоста на животот ја вкусила со мажачката и безкрајната радост следувала потоа. Најсретни моменти во мојот живот биле моите 3 пореди,
кога ги добивме ти 3 синчиња. Тоа ми е најубав период. Најубави моменти во животот. За жал, првата радост, Кристијан, ќе донесе неочекуван развој на настаните. Родено е со вакуум. Го носевме нонстоп на контроли, пошто секој дете што се раѓа со вакуум има мозочко крварење. Тоа уште одма му се повлечуше првите 2 дена. Се си беше добро, го носевме на контроли. Ехо на глава, други прегледи, си функционираше добро и мислам многу работи ги правеше дури и пред време. И негде околу од кај 13 месец, 14 не знам, можеби грешам, тоаш прими вакцина, можеби нема врска вакцината, али тој период се совпаѓа со тоа што се случува. Прекина да збори, пристана рацете да ги користи, почна да мумља. Не, тоаш ми настана не лошо да учеват. Првично како секој родител. Не сакала да поверува дека нешто се случува. Па така и Љупка мислела, фаза е, ке помине. И другите мајки ја храбреле, дека е период и се ќе биде добро. Но за жал, Љупка гледала како детето и тоне. И почнаме по доктори да го носиме. Сите испитувања, снимки, наоди од крв, све беше супер. Нема никакви проблеми. А он видливо, не на изглед, али поднесувањето има некои, не знам се како да ги кажам, проблеми. За некои работи е понапреден, а за некои работи е назад малку. Вистинска дефиниција за неговиот проблем Љупка вели нема. Можеби е дете со поинакви потреби, но сепак е дете, чија појава во училиште ќе го најави пеколот низ кој поминува оваа мајка. Кога тргна во школа, и поготово задниве година-две, се не знам како да кажам, се уназади у школа, се здиве, пошто дискриминирани у школа, вреѓан, са не од сите деца, мислам, од некој. Нема ден да не биде навреден. Као зборови идиот, деген, ретардиран, глупав, па дури закани добиве и бил тепан у школа, давен. Тоа имам снимки на мобилен. Срцето е скршено, душата плаче, а солзите на немоќ сами капат. А тој е само дете. Физички не се разликувам, сам класично лице има на како секој дете. По однесувањето, пример зборењето, са граматика, примерно не може да збори као неговите врсници, некои зборови, граматиката, пример, не му е баш добра. Не знае, примерно, ние баш детски игри сите да ги игра убаво. Физичко кој имат исто, скоро никој да не му дава топка, мислам, па и да сака да научи покрај нив, не може да научи покрај некој од тие деца, што не во ред, мислам, ако и фатил топка му е барат, и сега го фаќа за блуза, за гуши, го тегне, го фрл. Па пцуен, вреѓан, мислам, не во ред. Побаравме да ни одговори дали можеби е направен пропуст кога е запишан во училиште. Дали Љупка има соодветен документ дека нејзиниот син е со поинакви потреби. Дали соодветните институции направиле се за да му помогнат. Пријавено си е тоа, кога го пријавивме у школа, си има документи однесено. Исто беше проблем 2-3 години, учи како класично дете. И баравме ние за некои работи, пошто некојаш не го разбира прашањето. И може да ти одговори друго нешто или да не знае што да ти одговори, пошто треба прашањето за некои работи да му се упростат. И баравме да работи по програма и конечно го почна тоа во 5-то оделение, пред тоа не. Пошто си ја подаваат топката, не сакал наставникот, не сакал не знам кој, еден со друг се окривува, а детево тоне, мислам, што не е во ред. А зимаат плата ради тие деца, а не се ја вршат како што треба работата. И после тие некои пријавувања, се сменја малку работите, тоа зборам за задњава пола година, малку е посмирено, мада пак има вреѓање, закачање.
Најстрашното од се е чувството на безпомошност, вели Љупка. Спремен си животот да го дадеш, планина да поместиш, за тоа парче душа од тебе откинато. Ама боли фактот кој не можеш да му помогнеш на собственото дете. Пошто не можеш да бидеш појак од некоја институција. Треба да си семоќен, да имаш кубарски или пари, па да направиш нешто. Тоа е тоа. Така функционира кај нас, бар негде, не секоја институција, али има голем дел од институциите така функционира. Има еден калептажен Но не можам и не смеам да се обвинувам себе си, вели Љупка, и е со порака до сите мајки кои имаат ваков проблем. Па и не дај Боже пример, било која мајка не би требало и да роди такво дете, не би требало да се окривува. Пошто ипак му дала живот. Друго е не дај Боже да го тепа она да го уништи детето, да, тогаш да се окривува. Сум го чувала максимално, животот сум го дала за него. Има ли излез од ситуацијата? Како ја гледа и днината на синот Љупка? Кој е најголем страв? Кој би го чувал? Пример, ако он остане цел живот така. Са има опција дека може ќе се поправи у пубертет и со годините, али ако остане вака, некој му треба цело време сам се грубо звучи, па да внимава на него. Не, тоа мислам секојаш. Скршена од грижи и немоќна во борбата за подобро утре на синот. Љупка себе си се ставила на последното место. Ретко купува нешто за себе. Речи си воопшто немаат време за себе и сопругот. Се врти околу децата. Па Љупка во огледалото сега гледа само едно. Жена. Неодржувана. Запоставена. Завите, дебелината. И тоа ми е проблем исто. Никако да не мога. А некогаш имала и желби и соништа. Уметник. Уметник, сакав моден креатор да бидам. Тоа највише. Нешто цртав гардероби, сега се у мода. Цртав тоа зборам пред 30 години. Што као дете. Тоа сакав. Но така испадна животот. Не го учев тоа, не се запишав тоа. Уметничко. Исто главна причина финансии. Целава приказна на Љупка беше голем аларм дека е неопходен вип третманот, да излезе од секојдневието. Прв пат после 13 години да има ден само за себе, да погледне во светот со поинакви очи. Средбата со Љупка ја направивме на закажаното место. Со празни раце не се оди кај некого нагости велат. И имавме намера веднаш да и приредиме изненадување, за да почнеме со вип третманот. Но во разговорот, Љупка ми кажа дека сепак не може веднаш да тргне со нас. Чувањето и земањето на децата од школа и градинка е сепак организација која ќе мора да се направи. Па така се договоривме, следниот ден да тргнеме во вип третманот на Љупка. Бидам храбра, а дури може малку смешна јас. Но ке ти придам, ке пропадне ли светот оној час. И право во очи, ќе гледам чуди очи. Мисијата наречена изненадување на Љупка го направивме тајно
а со собраните информации од незината исповед. Мижи. Представи си ја капата. Ајде, не знам како. Значи мижи. Мижо. Не знаеш кај си? Немаш појма кај Не си. знам местово кај, ама не знам шо има. А? Местово знам кај, Лисича, ама Улисиче сме, да, ама не знаеш кај си. не знам. Може ке ми веруваш да одиш сега со мене? Да, ајде. Кажи ми, ако има нека тумбичка мала да Нема се снимкате тумбичка, завлече уопште до нема тебе. тумбичка, не се секире. Ја веќе имам пилатес, па така можам. Се држам. Добра? Не имало искуство и да ми како А до во изненадување имаш искуство? Чеки ме малку. А? Добро е патов. Добар е пато, да. Дали сакаш изненадување? Да, кој не си? Сигурно? Да. Дали си спремна да отвориш очи и јас затека да ти кажам. 3, 4, отвори очи. Отвори очи, те носиме на завар. Може? Да можеш да се смееш, да, добро? Ајде влегуваме, значи после со нова насмевка, окей? Ајде. Добро беше изненадувањето? Добро. Ајде. Здраво, здраво. Љупка има само 41 година, а вкупниот број на здрави заби во устата е 6. Вели, целата нервоза, ненегување, немање време и финансии да се посвети на себе си, направиле да се расипат поголемиот дел на забите и потребата да мора, толку млада, да носи и горна и долна протеза. Како си кажи ми? Уплашено, не е страшно кај нас. Сега ќе те видам. Ајде да видам. Само вака главата, Љупка. Е, така. Отвори си. Добро. Доле се работи за некоја парцијална беззабост. Е да видам горе само, Љупка. Горе се работи за субтотална беззабост, исто и во долна вилица. Значи, ќе се реши ова лесно, немој да се плашиш, нема ништо да те боли, ништо не е страшно. Единствено што ќе треба да направиме, малце само, Љупка, да ги извадиме овие коренчињата што ти се заостанати и да изработиме субтотални протези. И ќе бидеш прекрасна. Ништо не е страшно, ништо не е болно. За почеток ќе направиме панорамски снимки за поточно да ја видиме на рентген состојбата. Па повели со нас. Овие два ќе ти останат и овие коренчиња ќе ги извадиме сега. Ако си спремна, а верувам дека си спремна, и немој да се плашиш, не е ништо страшно. Значи, стартно ќе стартуваме со вадењата на забите. Ништо страшно, ќе бидеш под анестезија, ништо болно. Опушти се едноставно и лесно. Ќе подзарабат раните и ќе ги изработиме протезите. Уживај, седни си и немој да се плашиш. Нема страх. Сега, Снеже, предлагам да ни оставите за да можеме перфектно, чекор по чекор, да ја средиме онака како што знаеме и умееме. Немој да се плашиш, значи ниту самата анестезија ќе те боли, ниту вадењата, се е лесно и едноставно. За среќа што направивме снимка, излезе таа импактирана осмица, пошто ако протезите се изработеа без панорамска снимка, понатака ќе правеа проблем. Ќе правеше проблем оваа импактирана осмица. Може и заради тоа сега имаме проблем? Веројатно. Пошто се стимулира од протезата и нели прави притисок и од тоа и болката веројатно. Немој да се секираш, немој да се плашиш, се лесно и едноставно. Уживај. Значи изненадувањето успешно завршено.
Немањето финансии да си направи нови протези, бидејќи старите се искршиле, ја натирале да се навикне да се смее со полуотворена уста, а јадењето да стане вистински проблем. Но сега веќе нема да биде така. Ја оставивме на забар и одиме понатаму. Бидејќи Љупка остана на забар, довербата да одбереме нешто убаво за неа ни припадна мене и на стилистката Викторија, која веќе подготвена ме чека. Сега да ти ја покажам, значи вака во однос на незината конституција, да видиме што е тоа што можеме да одбереме. Значи Добра. она што го имаме, нели е малку горе покрупна, а Добро. нозете и се така малку послабички. Да, Значи потесни. нема никаков проблем со носење на ништо. Значи како помлада сакала да биде креаторка, дури и самата пробувала, значи да си шијалишта, да си дизајнира, да си комбинира, така да верувам дека ќе имаме баш онака инспиративен случај кој што нема да одбива нешто што нели. Сакам неќем да не прави. Да, Добро. да. Во овој Сега- случај, според овие инструкции што ти ми ги даде, обично кај некој што се покрупни горе, а се потесни во нозете, јас препорачувам да носат или панталони со сако, или да е некој фустан. Значи да се избегнуваат малку кратки здолништа, или можеби тесни панталони скроз. Затоа јас малце разгледав, сега ќе ти ги покажам на тебе, има неколку фустани кои што ми се допаѓаат. Ќе ги одбереме на кој број? 42. Добро, Да. супер. Така да ќе одбереме неколку и она ќе проба и мислам дека ќе одбереме она што најголо ќе прилега. Така, во однос на боите има никакво ограничување да речеме горе треба да биде темно, доле светло или тоа нема врска? Па зависи, тоа и од карактерот многу зависи. Значи некои луѓе не сакаат многу да експериментираат, но кога веќе ми кажа дека она е малку поуметнички настроена, таков тип, мислам дека нема да има проблеми да вметне можеби некој дизајн или боја. Можеби во горниот дел или ако исцело фустанот нема да има проблем. Зависи и од самата шара каква ќе биде. Добро, ајде тогаш. Ајде да видиме. Овде јас видов нешто интересно. Еве види го и ти. Добро. Види? Тоа многу баво изгледа. А и мислам дека и мислам дека ова за незе, вака како лик, како што ја видов и како што ми ја представи ти. Што боја е ова? Па ова ти се неколку нијанси на сино, од тегет, тиркизна, светло плава, бела, али мислам дека е стварно необичен е овој фустан, заради тоа што ги покрива, да речам, недостатоците, а на некој начин има многу убав принт, ова е како некоја шума. Добро, Така, давај, јас ќе може, држам, јас ќе држи. бидам за качалко моментот. Океј, Да. овде само да видам што имам уште нешто 40. Некако она не ми е за вака нешто едноставно, според тоа што ми ја представи. Јас би одела на нешто малку поспецифично. Нешто баш што одстапува од масата. А сепак да ги покрива тие, да кажам, таму каде што е широка, да не се чувствува неудобно. Добро, значи имаме едно. Добро. Реков, јас сум за качалка, го држам, ајде да видиме Тука што дзиркам може има друго. други. Еве, например, ова ми се допаѓа. Ова зошто би стоело добро? Би стоело добро бидејќи не е струкирано воопшто. Лесно паѓа, право, широчко е, значи ќе ги покрие тие недостатоци што се тука во горниот дел. Има тука мала игра на ракавчињата, значи се јава некој благ карнер и малку е отворено позади, значи дава доза на отменост и на елегантност. Така да и фина боја е. Кажи ми Убава накид, женствена. со ова иде накид? На ова дефинитивно ќе треба накид да ставиме. Ќе зависи тоа од севкупно, значи каква коса ќе има, можеби ќе биде накидот огрлица, можеби ќе биде марама некоја, можеби ќе биде товет, ќе зависи нели косата каква ќе биде. Значи не е правило ако еднобоен фустанот да мора да се стави никаков накид, така е правило Може, или не? може, ама може да си обетки. Не мора нешто да биде баш Да виси. како ланче, да биде со сигурност ланче. Океј, и да видиме трета комбинација не е лошо да направиме да проба панталони и некоја кошула или блуза. Само да најдеме нешто соодветно. Ќе одиме со шарено еднобојно или Заради тоа што панталоните се тегат. Ја во принцип не сакам во аутфит кога е еднобоен или темен, односно има правило на облекување ако се облакате во црно или ако се облакате во една боја или црвена, тогаш треба да имате неколку нијанси на црвена или истата црвена, ама да се јава во различни текстури, инаку е досадно, тотален моден промаша е тоа.
Така да Значи сакаш да ми кажеш ако одбереме тегет, можеме да одбереме може да има некој так. принт. Може слободно да има добро. некој принт за да малку да даде екзотика на аутфитот, малку да го разигра. Сега само да ми кажеш во однос на деколтето, кај Добро. ние треба да направиме деколте или треба да имаме нешто? Или ајде да ми кажеш Треба кои да е се правилата деколтирано, во однос да. на тоа кога се носи со висока Значи ролка, кога се носат како и да. ролки или кошули кои што имаат високо закопчување, препорачливо да е како да кажам идеална телесна конституција. Значи врато да биде во нормална големина. Затоа што многу е лошо да носите нешто што е високо закопчување, кошула или врзување, а да имате вишок на килограм. Поготово да е изразено тоа во горниот дел, во лицето и во вратот и во рамената. Значи лошо стои, односно го препотенцира тоа што треба да го сокриеме. Еве. Ова би било некако од прилика вака. И сега на оваа комбинација јас би одела со некој можеби свежи чевли. Може да одбереме некој од овие бои без проблем овде. Овде што се и повторно би изгледало тоа фино, убаво, свежо и дамски. Добро, што е во однос на фризурата? Дали за сите овие три аутфити ни е потребна различна фризура или можеме? Не, фризурата ќе ја направиме, мислам, почешувањето ќе биде она што е соодветно за незе лично, а фризурата секако се разликува, она фризура што ја правиме, нели, како фенирање, собирање на коса, треба да е во зависност од она што го носи и пригодата каде оди. Значи тоа го кажав уште Так. во првата емисија, така да овие три ги одбрав, ми се Добро. допаѓаат. Со чевлиш... Имаме материјал да направиме супер аутфит, значи да е онака баш нешто интересно. Да. И да биде Само сосема нека проба различна. заради тоа што ја немаме овде и едно е мене што ми се допаѓа и што јас претпоставувам, а друго е што на нејзи стои. Така да, еве, овие се три како Добро. можни опции. Па јас ќе ти се јавам и ќе ти пратам. Така е. За Да го одбереш. завршиме аутфитот. Да. Ова е само еден дел. Треба да одбереме соодветни чевли, накид и соодветен мејкап и коса. Да. Да. Значи тек сме на почеток. О, да. Сега да одбереме долен веш и готови сме. Здраво! Потребен ни е мидер, кој што нели ќе биде висок, заради тоа што жената која што имаме за учесничка, она генерално имала 3 пораѓаи, меѓутоа понешто ми објасни, долу ги носела децата, па има нели проширување од оној дел од стомакот и препорачале да носи мидер, меѓутоа ете, никако не стигнала да го носи, па ја стегал, меѓутоа ги рековме дека сега после емисија мора да го носи. Така да што ќе ни препорачате? Знам дека има и хула хопки со мидер. Хула хопки 15 денска на пенки, со мидерче да подгради тоа да го стига сега. Имаме само мидерче, без ногавички, без што подгради тоа да се во комбинација да го како мидерче. Тоа се носи под облека без разлика на тоа дали е фустан, дали е... Може слободно, одоздола хула хопки, одозгора мидерчето, супер ке дојде, не се продираат, рабовите се тенки, така да... А, не се обцртуваат. А, па тоа ќе биде одлично. Ето, супер. Па може да го видиме, ајде да видиме. Аха, добро, бело, мислам за кој бој ги има, тоа е Бело, супер. црно, крем. Кремата е мисо боја, имаме таква? Добро. Дојдовме до последната фаза од твојата трансформација, а тоа е представување на новата ти пред твоите најблиски. Како се чувствуваш? Дали си подготвена да се представиш? Да. Кажи ми сега, кога се гледаш во огледало, каква жена гледаш? Нова жена. Верувам полна со самодоверба, Да. средена и некува. Токму таква, ќе те испратам сега да се представиш пред твоите најблиски. Повели. Nasmej se na vetrov što bije, ljubi me i glava ta gore. Nasmej se na vetrov što bije, ljubi me i glava ta gore.
како да сме го вратили времето 13 години назад. Ни јас се разликува од она што била позна. Навистина сметам дека ова е успешно и ќе служи како потик за нешто и она да направи за ова заедница наша денешна, да она некому помогне како што ви помогнавте нејзе. Да се врати и да се осети дека повторно почнува да живее во новиот живот. Благодарам. Kako